На собраниска седница почна расправата по предлогот за измени и дополнување на Законот за минерални суровини кој експлицитно забранува примена на цијаниди и сулфурна киселина. Предлогот го доставија група пратеници од владеачкото мнозинство, каде што како аргумент го наведоа издадените концесии за површински копови за рудници за бакар и злато Казандол во Валандово и Ловица во Босилово, кои во своите постапки користат сулфурна киселина, односно цијаниден раствор во огромни количества. Ангел Наков од Спас за Валандово, кој учествува на расправата во Скопје, вели дека сите граѓански активисти ги поддржуваат овие измени кои не се однесуваат за веќе постоечките рудници, туку исклучиво за новите што треба да се отворат. Значи, ставот на граѓанските инициативи е комплетна поддршка на измените и дополнувањето на Закон на минерални суровини, бидејќи со овие измени и дополнувања се забранува рударство со отворен коп, кај што може да се користат цијаниди и сулфурни киселини за добивање на металични производи. Тоа се работи за злато и бакар, да бидеме поедноставни. Даваме целосна поддршка, бидејќи не сакаме во нашата држава, југоистокот, да се отвараат нови рудници. Мора да напоменеме дека овои измени и дополнувања се однесуваат на новите рудници што евентуално би се отвориле, додека не се однесува на постојните 4 рудници. Значи, на одреден начин асоциацијата на рудари сака да направат дефокусација од главната тема. Значи, ова не се однесува на постојните 4 рудници за металични производи, тоа се Бучим, Саса, Тураница и Злетово, кај што се шпекулира, но јас ќе ви кажам точно, работат се на се 2004 вработени, но колку се толку се, овој закон не се однесува на нив. Македонската асоциација за рударство смета дека овој закон ќе го уништи рударскиот сектор и последиците ќе бидат огромни со оглед дека во оваа индустрија се вработени илјадници работници. За Николајчо Николов, со предложените измени се праќа лоша порака до инвеститорите во овој сектор. Забелешки на предложените измени дадоа и министерствата, за кои ќе се расправа на собраниска комисија овие денови.